Знаете како, кога вас ќе ве дијагностицираат со рак од било кој вид, секоја од нас, секој кој што ќе го добие тој лист хартија, првата мисла е дека до тука е. Многу брзо послем тоа, кај секоја од нас и кај секој пациент се јавува желбата и потребата да се избориш со болест. Јас сум во моментот на хормонална терапија и некоја дополнителна терапија, меѓутоа не ја примам оваа терапија. Информациите ги добиваме од останатите пациенти. Значи, како што знаете, ние нели функционираме како и остатокот од државата на принцип на Facebook групи, каде што овие информации се споделуваат. Од прилика 60 пациенти со рак на дојка се на оваа биолошка терапија и тие се оние кои што беа останати во изминатиот период без терапија. До 2019 негде од прилика биле горе-доле 10 години наназад 800 пациенти со рак на дојка. Веќе од 2000 тој број се зголемува, 2024 бројот на ново дијагностицирани е 1200. Од проста причина што секоја од нас терапијата и континуитетот на терапијата го гледа како решение, односно заштита од канцерот. И секој стрес, секој немање на терапијата, кога е на кратки стази, најмногу влијае психолошки. Ние знаеме терапијата да ја одложиме и поради лоша крвна слика или поради некакви приватни обврски, значи терапијата некогаш се одложува недела, десетина дена, меѓутоа на долги стази е проблемот. Со министерот предвадено остваривме средба на која што ни беше потврдено она што беше кажано од директорот на Фондот за здравство, дека ќе се направат напори за да се надомести она што недостасува во однос на биолошка терапија за пациентите на онкологија, што и направено и очекуваме за скоро време да ги има овие лекови, бидејќи, како што ни е кажано и потврдено и од министерот за здравство, дека оваа процедура административна е веќе отпочната во однос на набавката на овие лекови. Знаеме дека во Македонија немаме толку пациенти кои што, иако можат да си дозволат еден третман да го имаат на приватно, веќе кога ќе дојде болеста во стадиум во кој што треба да се прими поскапа терапија, се враќаат на клиниката за онкологија и тие пациенти одново влагаат во системот и автоматски бројките постојано се зголемуваат. Доколку ние имаме регистар кој што е на ниво на држава, доколку од сите приватни клиники, од државната клиника се сливаат во еден регистар, тогаш и предвидувањата за колку пациенти ќе треба да се предвиди таа терапија да се аплицира ќе биде многу подобар. На онкологија знаеме и 3 пациентки да бидеме во истата ординација со еден доктор и тука тоа не е стрес само за пациентите. Значи не постои доктор кој што без разлика колку е стручен, колку е добронамерен, колку сака да помогне на сите тие пациенти, кога вие во денот треба да прозборите со 60 жени, имаме ние и машки пациенти на одделот за резултатите не може да бидат исти, доколку бројките се помали.
Повеќе од 90.000 пациенти доаѓаат од целата држава доаѓаат на клиниката за онкологија. Зошто? Затоа што нема една децентрализација или дисперзија на услугите, што би значило автоматски пациентите кои што доаѓаат од средината и од другите градови да не мора да патуваат во Скопје, да не мора да повлекуваат и некои лични трошоци, па да дојдат да им се каже дека нема терапија, па да се вратат или да мора да останат тука за да можеби следниот ден ја добијат терапијата, со активирање, односно ставање во вистинска употреба сериозно на центрите во Битола и во Штип, мислам дека оваа бројка може да се намали. Таму вие чекате со сати за да ја примите терапијата, а како што знаеме терапијата сама по себе е доволно стресна за вие да треба да чекате 3 сати пред да седнете па да ја примате терапијата, 3 сати, некоја се аплицира 45 минути, зависи во кој дел од лекувањето сте. Јас правам мамографија и ехо на дојки на секој 6 месеци. Се надевате на најдоброто, меѓутоа не можете да верувате дека е тоа така додека не ги видите тие резултати. И уште е пострашно што ќе го направите снимањето, па може да ви се случи да чекате и до недела дена, месец дена, па имаме и случаеви кога тоа е многу повеќе од таа бројка да ги добиете резултатите и сето тоа допринесува на таа состојба во која што се наоѓаат пациентите и нетрпението кое што го имаме и причината поради која што сме и толку гласни и толку се бориме да се подобрат условите.